Добро, кои беа вашите основи на жалбата и во однос на што се жалевте? Значи пред се жалевме во однос на висината на казната, која што сметаме дека беше превисоко утврдена од страна на основниот суд. А вториот основ на жалбата беше дали судот е должен или не, кога имаме признание на вина од страна на обвинет, да внимава на по службена должност на правната квалификација. Односно како самиот суд ќе го квалифицира делото. Може ли малку на попрости зборови сега за гледачите, кој дел од правната квалификација вие го спорите? Значи го спориме делот од правната квалификација дали се работи за насилство по став 6, кој што е многу повисоко казнив, или се работи за насилство по став 3, кој што подразбира дека насилството е сторено во група, или има за последица телесно повредување на друг. Кога ќе ги видиме дејствата опишани во обвинението, тоа се дејствијата на Панче, односно баш тоа е правната квалификација што треба да му се стави на товар на овој обвинет. Баш заради тоа и го потегнавме прашањето на правна квалификација. Очекувате ли апелација да ја промени? Јас верувам во судот и убеден сум дека одлуката ќе биде променета или барем казната ќе биде намалена во значителна мера. За вашите клиенти? Начин на одлуката или да биде ослободен клиентот? Јас искрено очекувам дека согласно на тоа дека падна и законот за одмерување на вид и висина на казна, дека судот ќе му изрече алтернативна мерка како што е условната осуда. Реално со тоа ќе бидат постигнати целите на казнувањето. Добро, за вашите клиенти останатите од 27 април приведени во групата која што се товари за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, немаше јавна седница во однос на притворите, меѓутоа се повикуваат на сослушување. Дали вашите клиенти се повикани во обвинителството да дадат изјава? Не, воопшто не се повикани и од почетокот на постапката мислам дека не е преземено ни едно дејство.